Денес во општина Штип беше одржана промоција на резултатите од активностите во рамки на проектот за формирање на ресурсен центар за повратници и маргинализирани категории лица. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов истакна дека новиот центар ќе обезбедува административна и социјална поддршка за граѓаните со цел унапредување на квалитетот на јавните услуги. Тој нагласи дека проектот представува значаен чекор во насока на подобра поддршка и поголема инклузија на ранливите категории во локалната заедница. Сме дел од промоцијата на еден проект ресурсен центар во рамки на административната зграда на општина Штип за повратници од западноевропските држави, но и за маргинализирани категории на наши сограѓани, преку кој што ресурсен центар ќе се даде една административна, социјална поддршка на оваа категорија на наши сограѓани. Сум дојден овде да го прославиме уште едното успешно партнерство кое што беше развиено меѓу градоначалникот, односно општината Штип и Универзитетот Гоце Делчев Штип. Формирањето на ресурсниот центар и изработката на техничката документација за него и уште една активност со која што им се помага на луѓето во општина Штип. Имавме слични иницијативи во други општини кои што се покажаа како многу успешни и навистина сум полн со надеж дека и активноста овде. Сакал да му се заблагодарам на градоначалникот и општината како и на универзитетот за нивната соработка во постигнувањето на овие резултати. Ресурсниот центар е изработен и дизајниран со наша поддршка и секако со Министерството за локална самоуправа и во други градови на земјата каде што слично на ова се нуди ваква поддршка. Професорот Дарко Лазаров посочи дека проектот овозможува практично искуство за студентите. Проектот беше оценет како значаен чекор за локалната заедница. Универзитетот Гоце Делчев навистина посветува многу внимание во делот не само на градење на теоретски академски знаења за своите студенти, туку и креирање на можности преку вакви конкретни проекти, студентите да можат да стекнат практично знаење, практично искуство, компетенции, работејќи директно во различни институции, во компании, во општествени и невладини организации, на тој начин практично да се стекнат со знаења кои понатаму ќе може да ги практицираат во развојот на својата професионална кариера. Јорданов истакна дека просториите на ресурсниот центар ќе бидат сместени во рамки на општинската зграда. Тој нагласи дека станува збор за важен чекор во напредување на општинските услуги и поддршката за граѓаните. Дополнително посочи дека центарот ќе биде достапен за сите кои имаат потреба од административна, социјална поддршка или обуки. Просториите ќе бидат во рамки на општинската зграда. Секако дека ова е само еден чекор во унапредување на состојбата која е неопходна за нашите сограѓани да имаат соодветна услуга од нас како административен сервис, така да сите овие проекти кои се реализираат се за добробит на граѓаните и очекувам сите оние граѓани кои ќе имаат било каква поддршка административна, социјална, потреба од обуки, да го искористат овој ресурсен центар. Преку ресурсниот центар се очекува да се обезбеди поефикасна поддршка за повратниците и ранливите категории во општина Штип.